Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Дали знаете колку вредите? Понекогаш трпиме многу работи и се трудиме за луѓе кои воопште не го ценат тоа. Затоа треба многу да се внимава со какви луѓе ни поминуваат животите и да бидеме свесни колку вредиме. Ова поучна приказна ќе ви го докаже токму тоа. Еве од што се состои вредноста на човекот. Еден стар татко имал син единец. Тој знаел дека син му е премногу добар и дека луѓето лесно ќе можат да ја искористат неговата добрина. Кога старецот се разболел и легнал во постела, решил да му ја даде последната и највредна лекција на својот син. Тој го викнал во неговата соба и му рекол: "Сине, јас сум веќе многу стар и болен. Деновите ми се одбројани. Имам да ти дадам нешто, што можеш да го продадеш и со тие пари да го платиш мојот погреб." Тогаш од џебот старецот извадил многу стар џебен часовник и продолжил: "Овој часовник е во нашето семејство веќе 200 години. Сега ти го давам тебе да одиш и да прашаш на повеќе места колку вреди часовникот и потоа дојди дома и ќе се договориме." Синот го послушал својот татко, го земал стариот часовник и се упатил кон градот. Наредниот ден, момчето се вратило дома и седнало да му раскаже на својот татко за цените на часовникот. "Татко, први ми беше најлогично да го однесам кај часовничар, но тој ми рече дека часовникот е многу стар и дека никој нема да сака да ми го купи и дека би го земал само за 200 денари, за деловите. Тој е многу малку, татко." Потоа влегов во една антикварница. Таму ми кажа дека има колекционери кои би го сакале часовникот и ми понудија 3000 денари за него. Пред да се вратам дома, решив да наминам и во музеот и таму да прашам за вредноста на часовникот. Од музеот бев воодушевен. Ми кажа дека овој часовник, освен што е многу стар, и е многу редок. Ова е единствениот примерок. Тие ми понудија 50.000 денари за часовникот. Тоа би ти било доволно, тато? Таткото го гледал својот син и со насмеока на лицето му кажал: "Сине, кога те пратив да прашуваш за цените на часовникот, не ми беше намерата да го продадам. Сакав само да сватиш дека колку и да те обезвредуваат луѓето, колку и да велат дека си бескорисен, не им верувај, сине. Постојат вистински луѓе кои ќе ја знаат твојата вистинска вредност. Затоа никогаш не се обесхрабрувај и секогаш барај го вистинското место каде што ќе бидеш ценет. А што се однесува до часовникот, ти го подарувам за идните генерации и животни лекции." Tama ka dia pa
на надежта. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Пријатели, вие следите емисијата Библијата зборува. Продолжуваме со изучување на големите вистини на Светото писмо. Во ова тема ќе се осврнеме за верата во Бога. Нашата вера во Бога. Зошто верата е толку важна за еден христијанин, почитувани пријатели? Ќе видиме дека човекот без вера не е возможно да му верува, односно да живее со Господа. Верата е она движечка сила кај секого од нас, која треба да не приближи кон нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Некои кога зборуваат за верата и велат ќе верувам ако видам. Меѓутоа, тогаш таа вера воопшто и не е потребна, драги пријатели. Верата е како дефиниција да веруваш во нешто што не го гледаш. Тоа е вистинска вера. Еве, Бог се открил на многу начини за да се открие на луѓето, да покаже дека постои. Кога ќе го наблюдуваме, например, небото, Вселената, разните небесни тела, се прашуваме кој ги создал, кој е авторот, кој стои позади нив, дали тие небесни тела самите од себе се создале. Има ли Бог? Прашање од судбоносно значење. Ако го има Бога, каде се наоѓа? Дали е горе некаде на небото? Дали е зад овие планети кои ние ги гледаме, зад Сонцето, месечината, зад звездите? Каде е Бог? Ако има, може ли да го допреме? Може ли да го видиме? Каква е твојата и мојата вера, почитувани гледајќи кога е во прашање верата во Господа? Дали ние чврсто веруваме или така се разнишува нашата вера кога ќе се разболиме, кога ќе се разочараме, кога нешто ќе се случи недобро или непријатно во животот и тогаш ние ја губиме и она мала вера што имаме во нашиот Господ. Каде можеме да најдеме докази за неговото постоење? Ако сакаме да дознаеме за, например, некој континент, за Австралија, Америка или за Африка, ќе отидеме на интернет, ќе притиснеме тамо на Google неколку реченици и море податоци ќе добиеме. Или ќе земеме некоја книга историска, ќе отидеме во некоја читална, во некоја библиотека, ќе пронајдеме некои соодветни книги и ние ги читаме и поверуваме. Меѓутоа, каде да читаме, во што да читаме, каде да го најдеме Бога, докази за неговото постоење? Ние не можеме научно да правиме експеримент со Бога, почитувани гледачи. Значи, ние или веруваме, или не веруваме. Не можеме ние сега да правиме некоја формула, некој експеримент и да кажем, еве, 1 плюс 1 е 2 и тоа двојката е Господ. Значи, постојат посебни правила, посебен начин, како и на кој начин ние да докажеме дали Бог постои или не. Тоа не е предмет на точните научни експерименти, туку на религијата. Значи, религијата го докажува Бога. Бог се докажал сами од себе преку своите созданија и преку речта Господова, преку Светото писмо. Значи, не може денеска експериментите, луѓето, да докажуват дали постои Бог или не постои. Бог не е ограничен на човечката логика и не е достижен на човечките мисли. Ние сме толку плитки, толку сме сиромашни, толку сме ограничени, што нашиот ум, кој работи само со неколку проценти, не може да ја долови таа мисла, да ја свати таа голема слика за постоењето на Бога. Зошто? Затоа што ние сме грешни. Затоа што ние сме ограничени во своите разбирања и во своите сваќања. Ако Бога го ставиме во човечки рамки, почитувани пријатели, тогаш Бога ќе го направиме човек. И затоа не смеме ние Бога да го ставиме во некои наши рамки, во некои наши видување. Но ајде малце да се осврнеме во природата. Има многу докази кои ни укажуваат дека позади тие створенија, позади тие суштества кои се создадени,
postoji neka inteligencija, postoji neka sila. Zemlja je samo jedna obična mravka. Naučnici te dosta ispitovali, imame dosta podatci kako ta funkcionira. To je jedna savršena mašina. Jedna mala mravkička, što nije ni primetujeme koga odeme po pat, ko zna koliko je zgazime, ako odeme v priroda, ki gi uništime. Zamislite, ta mala mravka ili jedna obična mala pčela. Kako što mravkata ne može da go dokaže postojanje na čovekot, tako i čovečkoto mišljenje je ograničeno da go shvati neograničenje od Bog. Zamislite se ga mravkata koja go gleda, to je ogromen džin, mislim na čovekot, spored neja koliko je ta sitna. Ta ne može da dokaže deka čovekot je ovako ili onako. Ta uopšte to ne može da go shvati, da go razbere. Tako i nije, počtovani prijatelji, ne možemo u naš odgrešen da go shvatime, to je golem, beskrajen, neograničen Bog. No sepak, Bog stavio mnogo dokazi za njegovo to postojanje. I svekoj koji saka te dokaze da gi primeti, može da gi vidi. A onaj koji saka da se pravi filozof i da gi negira, može da go pravi. Međutim, to će biti na njegova šteta. No, ajde malce da se osvrnemo okolo sebe. Knjigite ima pisatelji. Nijedna knjiga ne nastanala sama. Vi koji ste napišali neko delo, neko knjiga, sami znajete koliko je to mačno, koliko treba vreme da se sobera tije misli, da se napišat, pa da se sredat, pa da se podelat, pa da se otpečati ta knjiga i da izleze na videlina. Znači, koja knjiga ima svoj autor. Ne može ta sama od sebe. Zemete se ga, kupite nekoliko tabaci na hartiji, farleti gi u vozduh i da se formira knjiga. Ne može. Znači, postoji čovjek, postoji mašina, postoji cela institucija, cela grupa naluge koji se zadolženi za da imаме ние во наше раце една отпечатена книга. Понатамо, градбите имаат градители. Дали е тоа Айфелова кула, дали е некоја друга кула, куќа, стамбена зграда, мост, не може само од себе да се создаде. Значи, постои цела машинерија на луѓе, цела група на луѓе кои тоа го направиле. Значи, постојат автори, не може само од себе да се создаде мост, градба, куќа или така натаму. Или машините, авионите. Значи, постојат инженери, луѓе кои тоа го мозгале, кои го цртале, кои размислувале, кои го составиле подоцна. И денеска ние ги користиме тие превозни средства. Не може еден авион само од себе да се направи. Одете вие во отпад, кај што има многу ламарини или железа или плехови, фрлете ги во воздух и да се создаде авион. Не. Постојат правила кои треба се запазат. Постојат елементи кои се вградуваат во тие авиони. То не е играчка. Значи, сепак, некој постои позади тоа. Чудниот свет во кој живеам има свој створител, драги пријатели. Не може таа природа само од себе да се создаде како некој што сака тоа да го покаже. Земете еден часовник. Алберт Ајнштајн вели: јас го гледам ликот на мојата фантазија, не може да ми го нацрта уметникот на тој лик. Го гледам часовникот, но не можам да си го замислам часовничарот. Човечкиот ум не е во состојба да ги замисли и 4 димензии. Како може тогаш да си го замисли Бога, пред кого илјадите години и илјадите димензии се како едно? Како еден часовник кој позади себе има мајстор кој го направил тој часовник. Така да Алберт Ајнштајн признава тој голем ум, дека навистина постои некоја сила, постои Господ. Во какви ли неверојатности треба неверниците да веруваат, за да си останат неверници? Блез Паскал го напишал. Навистина денес има неверници, атеисти, кои не веруваат во Бога. Колку ним им е потребна сила и вера да веруваат во ништо. Зашто тие се неверници, тие се атеисти. И овој Паскал се чуди, во какви ли неверојатности треба неверниците да веруваат, за да си останат неверници. Ајде да видиме што кажа понатаму и Исак Њутон, наречен украсот на човечкиот род. Ја изразува својата вера во Бога со зборовите: совршениот поредок во Вселената може да се припише само на едно мокно и премудро суштество. Само што не кажал дека тоа Бог.
Големите умови, драги гледачи, признале дека постои сила. Некои го нарекуваат алфа или омега во Вселената. А тој е Бог, почеток и завршеток. Во книгата на Агоп Мелкоњајн, Мудроста на небото, се наоѓаат следните зборови. На прв поглед, Вселената, животот и разумот постојат благодарејќи на некој чудо. Законите и фактите соработувале така што се околу нас се појавува подредено по неверојатно смислен начин. А каква е таа цел? Како тоа да е нашето собствено постоење? Затоа во последно време некои космолози зборуваат за логика во устројството на Вселената. Логика која преследува одредена цел. Да се создаде колку што е можно најдобар свет за постоењето на разумот. Испаѓа дека над Вселената господари разум, кој што се погрежил за низиното целосно устројство, а се знае како некој го нарекува тој разум. Еви ова мисла, односно овој цитат, ни го доловува, ни го доближува тој семоќен Бог, кој постои позади се оно што ни го гледаме горе во Вселената. Интересно, во почетокот, кога немало телескопи и такви дурбини длабоки во Вселената кои навлегуваат, луѓето ги броеле звездите и тие мислеле дека има некаде околу 5000 звезди. Меѓутоа, кога ги пронаше тие огромни телескопи, има илјадници галаксии, а не звезди. Тоа е нешто, навистина, универзумот е волшебство, кај што човекот не може се да долови и да го види. Подигнете ги очите и гледајте, кој го создал тоа, вели пророк Исаија. Оној кој по број ја изведува нивната војска и кој ги повикува сите по име. Каков е тој голем Бог, почитувани гледачи? Кој ли го создал сето тоа? Дали тоа само случајно, само од себе? Па ајде, зошто денеска не се создаде некоја нова планета? Туку научниците откриваат се повеќе планети, како ги прошируваат своите видици горе во Вселената и тие откриваат галаксии со звездија. Тоа е нешто прекрасно, што тие ни го приближуваат со слики и оние кои биле горе се воодушевени. 200 милиарди звезди само во нашата галаксија. Можете да го сватите, драги гледачи? Може да влезат тие бројки во нашите умови? 200 милиарди звезди само во нашата галаксија. А знаете колку галаксии има? Прочитайте малце. Отидете на интернет, ако имате време. Ке видите, ке застанете и само ке речете амин Боже, колку си голем. Замислите, научни, атистички погледи за тајната на животот го негираат Бога. Како не им е срам? Како не може да се срамат за тие своји изјави? Се повикуваат на Дарвин и на неговите научни наводно тврдења, што и самиот Дарвин признава за многу работи дека промашил. Дека едноставно нема одговор. Прво, теорија на самопостанок. Значи, според теоријата на Дарвин, некаде пред многу милиони години дошло до тој бум, значи, Биг Бен, до некоја експлозија и од таа експлозија, подосна се создал светот, односно како тие објаснуваат. Во минатото ова теорија била многу популарна. Низината суштина е дека пред милиони години во длабоките јадра на правишните океани постанало нешто многу важно. Обичната материја се претворила во органски клетки. А како е тоа можно нешто само од себе да се создаде? Понатаму, може да кажеме како резултат настанал живот. Значи, тие така тврдат, отеднаш тие станале органски клетки и настанал живот, но немате објаснување. Тие таа фаза ја поминуваат така, во темнина, отеднаш вели се појави. Зошто денес тоа не се наблюдува? Зошто и денеска не се создаваат нови клетки, нови животи, како тие што сака да го објаснат во самиот почеток? Луис Пастер, живот само од живот. Значи, живо може да роди живо. Не може мртва природа да создаде живот, почитувани пријатели. Втора теорија на панспермијата. Што е тоа? Тој збор, еве сега ќе појасниме. Суштината нова теорија дека семињата на животот се
носат од бесконечното пространство на Вселената и преку метеоритите тие стигнуваат до планетите. При соодветни услови може да се развие живот. Еве, ова теорија панспермијата, значи некаде таму длабоко во Вселената. Преку метеоритите доаѓаат некои семиња, што имаат живот во себе. Тие доаѓаат на нашата планета и така, ете, се развил живот. Тоа е таа втора теорија, која сака да ни покаже дека животот настанал, ете, преку тие семиња кои дошле од далеките галаксии. Прашање, на кој ова теорија тешко ќе одговори? Кои се тие прашања? Прво, од каде го добија метеоритите животот кој што го носат? Значи, од каде па тие го добиле метеоритите, тој живот, тие семиња, за нам да не ги пренесат овде на оваа планета? Од каде ги добиле? Понатаму, без атмосфера не може да настане живот. Еве, денеска сме сведоци, на Марс испратиле екипа, односно машини, оние сателити за испитување, имали живот, имали атмосфера, имали капки на вода. Зашто сака таму да се пресели човештвото или на месечината. Едноставно не може таму да има услови за живот. Без атмосфера не може да настане живот. Тогаш од каде тие семиња дошле со живот за да се пренесе тој живот овде на нашата планета? Трето, ако имало атмосфера, метеоритот би изгорел или би се загрел и би го уништил живот. Значи, додека доаѓале тие метеорити наваму и носејќи ги тие семења, тие би се спржиле, тие би изгореле, не би обстанале за да го пренесат животот на ова наша земја. Еволуцијата како теорија на Дарвин. Ајде да видиме што Дарвин кажувал, почитувани пријатели. Верувам сте ја изучувале таа негова теорија во училиште и многу празнини има Дарвин во својата теорија. Да одиме понатаму и да видиме како тој го објасни. Ете, од нова фотографија гледате, значи како од човеколики мајмун полека човекот се исправува, а пред тоа тие амеби од водата и ете на крајот човеколики мајмун се исправил, раците ги, предните нози ги кориска како раце и едноставно ние сме како од мајмун. Значи нашите предци биле мајмуни, би се рекло. Ова теорија беше пречекана едноставно со радосни извици и се покажа сепак дека не е како што треба. Едноставно, мнозина посакуваат да го имаат за татко амебата, црвот, жабата и мајмунот. Така е, според Дарвин, постанокот на човек. Значи, тие амеби, па црв се создало, па жаба, мајмун и денес, кајте ние сме најинтелигентните суштества, а нашите предци се некои мајмуни во минатото пред милиони и милиони години. Гледате, ова горниот дел на ова фотографија, Дарвин сака да ни покаже како човекот настана. Од тие амеби, па човеколики мајмун и на крајот еве интелигентно суштество. Или ќе веруваме на она долната слика, дека Господ Бог го создаде човекот од правот земен, го создаде на слика и прилика како своја. Драги пријатели, колку ни е потребна вера да поверуваме во на првата слика или во втората слика? Дека човекот е од мајмун, уназад со селекции или директно дека човекот е производ на раците Господови. Наистина, ѓавот успел да ја замагле вистината за Бога, давајќи преку Дарвин лажна теорија за настанокот на човекот, но не сакаа да ги подигнат очите кон Бога и да го повикат за свој створител. На жалост, денеска многу луѓе се уште веруваат во теоријата на Дарвин. Недостатоците на ова теорија се бројни, но најважниот е следново. Зошто, ако се верува дека имало преодни видови, сега нема? Зошто сега нема преодни видови? Зошто Дарвин вели во минатите милиони години, еве сега во овие милиони години кои се тука близо до нас, зошто не се случило некои преодни, зошто некој мајмун не станал човек? Или човеколики мајмун? Да има некои мутации. Гледате какви празнини има, а луѓето слепо му веруваат. Повеќе се исплаќа, драги пријатели, да веруваме во ова слика сега што ја гледаме. Дека Адам е производ на раците Господови. Дека Адам е производ на Бога. Бог го создал од земја. Човекот е создаден на слика и прилика на Господа, над својот создател. Се друго што постои на оваа планета е создадено со збор. Само човекот е создаден, обликован од раците на Бога. Бог го создаде по својот род.
Значи, Бог создаде се по својот род, машки род, женски род. Животните имат своји родови, така да повеќе може да веруваме на Бога, драги пријатели, отколку на Дарвин и на неговата шуплива теорија за создавањето на човекот. Четврто, мутационна теорија. Некои имат и таква теорија и веруваат. Под влијание на радиацијата, гените на живите организми се преконструираат и мутираат во нови видови. Ова теорија го има тоа објаснување. Но се покажува и овде проблем. Мутациите се секогаш деструктивни, а не конструктивни. Значи, ако има некоја мутација, тој се како грипот, што е он вирусот, со ковидот, се појавил нов сој, мутација, значи, од нешто лошо, па полошо доаѓа, а не подобро. Не може некоја мутација да биде совршена, таа ќе биде уште полоша, потрагична и фатална. Така да, овој проблем не може да го решат овие кои веруваат во таа мутациона теорија. Пето, неодарвинизам. Што е тоа неодарвинизам? Ова теорија е многу модерна. Таа е синтеза помеѓу дарвинизмот и мутационизмот. Значи, како што претходно спомнав, Дарвин кажува од амеби и така оди према сложено и сега овие го спојуваат со мутационизмот. Науката западнала, на жалост, почитувани пријатели, од тешкотија. Нема тие одговор и решение. И до ден денес нема јасно објаснување за потеклото на животот. Не може ниеден научник денеска да создаде живот. Може да направат пшеница оригинална како природната, или зрно грашок, или зрно пченка, или човек може да го направат 100% да личи како да е жив, но нема живот во себе. Може да му вметнат натре некој компјутер, робот да направат. Меѓутоа тој робот, тој повторно зависи од струја, од напојување, од она што ќе му се внесе внатре во компјутерот. Но живот денеска не може никој да создаде, драги гледачи. Тоа е само дело на Создателот, на Бога. Ниту Дарвин нема одговор како настанал животот. Тие почнуваат веќе од создаден живот да создаваат нешто друго и да објаснуваат. Денеска науката не може во епрувета да создаде живот. Да, тие може да направат како што имаме она овцата во Англија, што пред неколку години знаеме, беше создадена на вештачки начин, но повторно од некој ембрион, од некој жива клетка, но знаеме не живееше долго. Значи човекот не може да создаде жито кој ќе има во себе живот. Пронајдени се окна или доста ќупови во пирамиди во Египет и внатре се пронајдени полни ќупови со жито, со пшеница, од фараоните пред неколку илјади години. Бидејќи биле заштитени во сувот, тие останале чврсти. И кога биле засеени во земја, никнело тоа жито и таа пченка. Зошто? Зашто животот е внатре, во зрната. Но денеска не може човек да создаде живот, почитувани пријатели. Тоа е само дело на Господа Исуса Христа. Библијата е јасно и гласно тоа ни го нагласува. Ајде да го прочитаме и следново. Таа зборува за создавање или креационизам, тоест светот е создаден од еден разумен творец. Ова не може науката да го побие, зашто не може тие да создаде живот и немат објаснување за многу работи. Творецот, создателот е Бог. Бог ја поставил ова планета и вели виси ни на што. Бог поставил гравитација, плима и осека. Тоа е Божја сила, која денеска постои на оваа планета и ние сме сведоци. Јас ја направив земјата и го создадов човекот на неа. Со своите раце ги обтегнав небесата, им заповедам на сето нивно воинство. Драги гледачи, дали му веруваш на Бога? Дека е тој создател? Или повеќе веруваш на Дарвин, на неговата теорија која е полна со празнини, со дупки, нема многу објаснување, многу е штура, празна. Ќе веруваш повторно во нешто слепо, дека твоите предци се од мајмун, или ќе веруваме дека нашите предци се Адам и Ева, кои го пренели животот и денеска ние сме живи благодарение на нашите предци, зашто тој живот го добиле директно од Господа. Бог, Исус Христос, е многу заинтересиран за ова што се случува на оваа планета. И тој наскоро ќе дојде повторно, драги гледачи, зашто Исус го дал и својот живот за тебе и за мене. Ние сме она единствената планета во светски рамки, во вселенски рамки, како грешна земја. Другите светови кои постојат според Библијата
со интелигентни суштества се безгрешни, нема грев таму. Тука сатаната успеа преку Адам и Ева да го навлече гревот. И денеска ние сме грешна планета, но наскоро кој ќе дојде Христос ќе направи крај. Ќе биде уништен ѓаволот, коренот на сета грешност. И на ова планета ќе завладее вечен мир, како што Бог имал намера во почетокот преку Адам и Ева да го воспостави тој вечен рај на оваа земја. Вака зборува Господ, твојот искупител и твојот творец во утробата. Јас сум Господ кој сум создал се, кој ги обтегна сам небесата и ја зацврстив земјата без ничија помош. Господ, драги пријатели, во својата создателска мог ја создал и нашата планета и создал прекрасни услови за живење. По почетокот, вели Библијата, немало лето, зима, есен. Била една умерена, прекрасна клима. Немало такви жеи како сега овие денови што се овде во Македонија. Но знаеме кога дошло пореметувањето после потопот. До потопот била една умерена клима, но после сето тоа се извитоперило. Но Бог, Исус Христос, повторно тоа ќе го воспостави, зашто Бог ветил, наше е да чекаме и да му веруваме. Преку вера разбираме дека вековите се создадени со Божето Слово, така што видливото произлегло од невидливото. Се што е создадено преку Исуса Христа. Исус е Творецот. Читайте во Евангелието според Јована 1 глава. Таму јасно ни се вели дека тоа Слово станало тело, се отелотворило и се стана преку Исуса Христа. Исус е создателот, драги пријатели. И затоа тој ќе дојде да не земе да бидеме за секој што него, зашто тој има право. Тој го дал својот живот за нас. Така да, нека Господ не благослови сите нас и нека ни помогне да веруваме повеќе во Бога, во Неговото Слово, отколку во теоријата на Дарвина, која веќе изумира. Но ѓавол се труди да ја држи во живот, да се уште луѓето веруваат во таа пропаганда, во таа лага, наместо да веруваат во пишаниот збор, во Словото Господово, во Исуса Христа. Да се помолиме. Драги Господе, ти благодариме што си не открил вистината во Библијата, дека ти си Творецот, дека ти си создател на се видливо и невидливо, дека еден ден повторно на оваа земја ќе воспоставиш еден нов почеток, еден рај кој ќе биде вечен. Помогни ни да веруваме чврсто дека ти си создателот и да се приготвуваме за средба со тебе. Ти благодариме однапред за помошта, Господе, во Исусово име. Амин. Драги пријатели, ми беше задоволство што можевме да се дружиме и во оваа прилика и да ги проширите вашите согледувања на полето на верата. Секој добро од Господа. Се гледаме во наредното предавање. Davam na dar, bidi tuka, ostani, do kraja ostani. I pad, pokoj pad, talkavo notka, slušav mnogo lažnih šepoti. Samo tvoj glas ne
го давам на дар, биди тука, остани. Еве доаѓам јас кај тебе, душава, цело срце ти го давам на дар, биди тука, остани. До крај остани, до крај остани. שובתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שמעת לי בקרבי. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שמעת לי בקרבי. אתה שם איתי, אתה שם איתי, do kraj ostani. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, то те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.